На занаетчиството во Куманово му треба сериозен пристап и помош во реализација на проекти и програми. Треба да се направи општинска стратегија на подолг рок, стратегија која што би опфатила директно субвенционирање и помош на занаетчиите, но и анимирање и поттикнување на младите да се заинтересираат за делот еснафите, рече Елена Доцевска-Божиновска, носител на листата на кандидати за советници од Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, по денешната средба со председателот на регионалната занаетчиска комора Агрон Фазли. Сметам дека во таа стратегија мора да се изнајде и соодветен модул како граѓаните што сакаат, што можат да се вклучат и да допринесат токму во унапредување и обстојување на занаетчиството во Куманово. Па зошто да не да се направи една убава градска сувенирница што би била украс на Куманово, би била гордост на кумановчани и би била промотор на дел од еснафите. Занаетчиството заслужува поголема посветеност. Секако закупнините и фирмарините сметам дека треба да бидат символични, да се изнајде начин сите нивни давачки и сите такси кои што ги плаќаат да бидат сведени на минимум. Гледам дека има слух кај сите политички партии да ги слушат нашите потреби и занаетчиството да го стават во пиедесталот во нашата општина, а и во Република Македонија, зошто да не, бидејќи занаетчиството поттикнува вработување, занаетчиството чува традиција, покажува кои сме, од каде ни е потеклото и затоа треба многу внимателно, многу со внимание да сите чинители или сите политички партии кога доаѓат на локална или на централна власт да мислат и за занаетчиите. Доцевска-Божиновска истакна дека ВМРО ДПМН има и волја и визија како да го придвижи занаетчиството во позитивна насока, а да не остане само на хартија.